Ветени од стимул од државата него добија, излажаните оризари денес протестираа во Облешево, блокирајќи едната коловозна лента од патот. На ваков чекор тие се одлучија откако интервентните мерки од 5 денари за килограм ориз кој државата требаше да им ги исплати заклучно со крајот на мај, тие се уште не ги добиле. Ние сме буквално преварени и излажени. Ние со таа цена мислам ни на крај не може да скочим. Еве страништа стојат сите неизорани, немаме пари едноставно. Ние сме на најниските гранки паднани, може да ви кажам, значи у последните 20 години. Такво понижување оризопроизводителите до сега значи не се имале. Бараме за 4-5 дена министерот да испадне за економија, за финансија односно, и да каже дека до кога ќе бидат исплатени, во колку не. Ние овие протести ќе бидат порадикални. Ќе блокираме и двете ленти на патот. Дополнително оризарите се разочарани од срамно ниската цена на белото злато. Последната реколта тие ја продадоа за 13 до 17 денари килограм оризова арпа. Дека манипулацијата со производителите се гледа на дело. Не бараме од владата никакви партиски работи, ние бараме само тоа владата што не го има обеќано да не го исполни. Не обеќа дека до 30 мај ќе ни исплате 5 денари дополнителни средства за предадена оризова арпа и тоа го бараме и бараме да еве сега сме на прагот на новата реколта, да оризовата арпа се откупува по цена од 25 денари, а белиот ориз по 50 денари. Тоа е минимум цена, по-добриот квалитет и повисока цена. Земјоделци од Облешевско кои денес излегоа на протести се категорични дека го допреле дното зашто тврдат произведуваат храна, а сами немаат што да јадат. Околу 7 сати ако дојдете ќе видите дека редици чекат за леп. Бајат леп да произведуваш храна, а да јадеш кучички леп, мислам дека тоа е срамота. Оризопроизводители се дојдени до работна екзистенција. Јас ви гарантирам дека пола од овие луѓе немаа средства да купат ѓубрива, да вршат дополнителна потхрана на оризите за да имат поголеми приноси. Тоа е понижувачка работа за еден земјоделец кој произведува храна. Од Министерството се категорични дека парите на земјоделците ќе им бидат исплатени. Дека очекуваме со ребалансот ќе бидат покриени, значи трошоците и се планирани за оризопроизводителите, интервентната, за лозарите, за млеко, така да идејата ни е да веќе расчистиме со оние заостанати обврски кои што ги имаме превземено со години, за да може да дојдеме во една состојба да редовно без задршка се исплаќаат субвенциите према земјоделците. Во државата вкупно има регистрирано околу 3000 оризопроизводители за кои за интервентната мерка поединечно државата им должи од 40 до над 100.000 денари.